Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Ова издание е посветено на соочување на кандидатите за градоначалник на град Скопје, 6 мина од нив, оние за кои уредништвото на Алсат процени дека можат битно да влијаат на изборниот резултат на 17 октомври. Пред емисијата кандидатите влечеа ждрепка за да го утврдиме редоследот на одговарање. За сите поканети да добијат еднаква шанса, секој од нив ќе има на располагање исто време за одговор на прашањата. 90 секунди, за реплика 60 секунди и за контрареплика 30 секунди. Само на првото прашање кандидатите имаат по 60 секунди за одговор без право на реплика и контрареплика. Времето е лимитирано и затоа почнуваме веднаш. Првото прашање за сите: зошто граѓаните треба да ве изберат, да ве гласаат лично вас, а не некој друг од кандидатите за градоначалник на Скопје? Прв одговара Арбен Бени Шакири, кандидат на Дом и ЛДП или обединети во коалицијата Одлучно за промени. Повелете. По Петревски ми мрама, фалемдерит për ftesën. Shikues të nderuar, qytetarë të nderuar të qytetit të Shkupit. Më lejoni të kërkoj ndjes për shkak të problemeve teknike të cilat i kemi këtu në studio dhe njëkohësisht ju informoj se përkthimi simultan nuk do të jetë i mundur, edhe pse kisha dëshirë edhe nevojë t'ju drejtohem në gjuhën time amtare, në gjuhën shqipe. Prandaj bisedën do ta vazhdojmë, në fakt debatin do ta vazhdojmë në gjuhën maqedonase dhe ju falenderojmë për mirëkuptimin. Добро вечер на сите. Имам желба да се обратам на албански јазик и покрај неможноста техничка да имаме симултан превод како што се договоривме. Граѓаните треба да гласаат за мене затоа што сум исклучително чесен, лојален, затоа што сум одговорен и затоа што мислам дека ќе видам еден од ретките нормални градоначалници на градот Скопје. Ќе видам на услуга и исклучиво само на услуга на граѓаните на градот Скопје, а не обратно. Благодарам. Данела Арсовска, независна кандидатка, поддржана од ВМРО ДПМН е коалицијата Обнова на Македонија, Алијанса и Алтернатива. Вашите 60 секунди, зошто вие, а не некој друг од кандидатите? Ви благодарам многу на поканата најнапред и би сакала да се обратам на сите гледачи, на сите скупени кои што ја гледаат вашата емисија. Сметам дека она кое што го гледаме во изминатите години е дека на граѓаните на Скопје ни прекуглаваат политичари кои што само даваат празни ветувања кои што не ги исполнуваат. И затоа јас како човек, како жена, како некој што има интегритет, некој кој што е подеднакво и чесен, меѓутоа и одговорен, и некој кој што не е политичар, ќе се заложам Скопје да го направам поубаво место за живење. Верувам дека ги имам квалитетите, знам дека добро можам да го менаџирам градот и верувам дека сето она кое што се покажало како лошо менаџирање досега, дека квалитетно ќе го направам во следните 4 години како градоначалник на сите скопјани. Благодарам. Александар Туртевски, кандидат на твоја партија. Повелете. Затоа што сум поинаков од сите други кандидати и од сите претходни градоначалници, затоа што имам поинаков пристап кон трошењето на парите на граѓаните, тоа го покажувам со тоа што ме нема на билбордите. Ме нема на ниту еден билборд, тоа се билборди кои се плаќаат од средствата на граѓаните, а лично сметам дека тоа е расфрлање со средствата на граѓаните, независно дали се добиени преку централниот буџет или се од градскиот буџет. Меѓутоа, јас со тоа сакам да покажам дека сум кандидат кој што граѓаните го знаат, скопјани го знаат. Јас сум човек кој што сакам да ги исполнам своите ветувања и не влегувам во проекти кои што не можам да ги завршам. Никогаш нема да започнам мост да градам кој што не води никаде, никогаш нема да започнам да правам јавно предпријатие за греење, кое што треба да испорачува топлинска енергија на граѓаните, а да не го завршам тој проект. И никогаш нема да започнам проекти за кои што немам целосна финансиска конструкција. Сакам одговорно да се однесувам спрема градските пари и парите на граѓаните. Благодарам. Петре Шилегов, кандидат на коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од СДСМ, актуелен градоначалник. Добро вечер за вас, добро вечер за против кандидатите, добро вечер за гледачите на Алсат телевизија. Јас од скопјанки и скопјани барам продолжување на мандатот, продолжување на уште еден мандат, затоа што направивме многу во овие изминати 4 години и не смееме да го сопреме континуитетот на развојот на нашиот град. Во изминативе 4 години Скопје фати еден навистина поинаков правец, наместо за барок, за статуи, за
лажна бронза, за стиропор, конечно влеговме смело во решавање на сериозните инфраструктурни проекти кои што недостасува на нашиот град. 26 годишната негрижа за Скопје ја заменивме токму со храбри одлуки, токму со решавање на проблеми кои што го створија овој неред. И од нередот полека и упорно ствараме добра една позиција. За 4 години 4 булевари, 2 моста, сериозни десетици илјади на дрва, за сериозна борба со загадување, со замена на грејните тела со инвертери, сериозни стратешки потребни работи кои што се плод на добро темелно планирање. На Скопје му е доста од брзи решенија, заради брзите решенија, непланските решенија, сме во оваа позиција. Стручниот тим кој што работи со мене го направи токму тоа. Добро планирање, добра имплементација за револуционерни потези во градот. Ана ќе ви паднеше знаменцето. Ана Петровска, независна кандидатка, која на овие избори настапува заедно со коалицијата Зелен Хуман град. Вашите 60 секунди во одговор на прашањето зошто вие, а не некој друг од кандидатите. Да. Најпрво добро вечер на гледачите на телевизија Алсат. Задоволство ми е да дискутираме, да дебатираме со моите против кандидати. Во Скопје се случува еден урбанистички хаос, една интензивна бетонизација и загадување на животната средина. И токму тоа го перцепираат граѓаните како еден од најголемите проблеми. Континуитетот за кој што зборува градоначалникот актуелен Петре Шилегов е нешто што навистина треба да се прекине и на тој начин, значи, треба да се влезе сериозно да се бориме против овие проблеми. Јас сум инженер-архитект, просторен планер, со преку 30 години домашно и меѓународно искуство во заштитата на животна средина. Во ГУП-от од 2002 година сум ги воспоставила стандардите што сакаме да ги вратиме во урбанистичкото планирање. Благодарам. Петар Георгиевски Камиказа, кандидат на политичката партија Левица. Вашите 60 секунди. Добро вечер на сите гледачи на Алсат. Пред се да знаете дека прво и основно на нашата програма, или зашто јас ќе треба да бидам градоначалник на Скопје, е тоа дека ќе се бавиме прво да ја сузбиеме корупцијата во град Скопје. Тоа ќе биде основен дел затоа што со парите кои не станаа во овие години, ќе можевме да изградиме градинки, ќе можевме да го направиме Луна паркот, ќе можевме да ги направиме сите оние проекти кои во суштина постојат, само требаше да им дадеме додадена вредност. Од нив, например, би навел лизгалиштето и базенот кој е отворено, Плаја Виста што беше, Луна паркот, кој заедно двете политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ се договорија да не постои Луна парк, туку да го ископаат Дебармало, ботаничка градина за да не можат повеќе да градат во Расадник, да го направат повторно бетонизирање на тој дел од градот, македонското село да им го дадеме на сликарите и уметниците, фабриката Купром да ја направиме фабрика за младински инкубатор, каде што младите ќе можат да се дружат и заедно да привредуваат и уште многу проекти. Ќе продолжим понатаму во делот. Така е. Благодарам многу на сите за овој прв круг. Го завршуваме без реплика, контрареплика. Ќе одиме на пауза, а потоа со следните турнуси прашања. Бидете на Алсат. Го продолжуваме предизборното соочување на 6 кандидати за градоначалник на Скопје. Следна прва одговара Данела Арсовска, независна кандидатка, поддржана од ВМРО, ДПМН, коалицијата Обнова на Македонија, Алијанса Алтернатива. Какви чекори и политики планирате за да се намали нивото на загаденост на воздухот во Скопје, проблем особено истакнат во зимскиот период? 90 секунди. Ви благодарам многу. Ова е навистина важно прашање. И верувам дека одговорите во тоа што неопходно да има системски решенија. Овие системски решенија ќе се направат со повеќе проекти кои што ќе се реализираат едновремено, отпочнувајќи со бесплатниот јавен превоз кој што беше најавен. Решение кое што сега до онаму каде што се имплементира, нотира според извештаите, односно според студиите кои што се направени, значително намалување на користењето на автомобилите во сообраќајот и тоа дури некаде и до 50%. Второ е она кое што го најавивме, а тоа се 250 нови еколошки автобуси
за градот Скопје, кои што ќе бидат достојна замена за она кое што го имаме во овој момент во градот. Меѓутоа, уште поважно е што ќе имаат нула емисија на загадување во градот и сметам дека ова значително повторно ќе допринесе. И нешто трето кое што е важно е гасификацијата, она која што беше ветена од градоначалникот во заминување како итно и битно. Видовме дека ниту било итно, ниту било битно. Велам дека тоа е нешто кое што е неопходно во следните 4 години веднаш да се спроведе и немаме уште 44 години за негово спроведување. Тоа мора да биде навистина итно и приоритет за граѓаните на Скопје. И последното, особено важно за овие зимски месеци, е тоа што во мојата програма, она која што е ставано е итна санација и чистење на сите диви депонии во градот Скопје, и тоа за 82 дена, за точно 82 дена. За ова зимо да нема загадување како што гледаме секоја зима во градот Скопје. Благодарам. Тортевски, 90 секунди за одговор. Генерално, борбата за чист воздух е борба против сиромаштијата. Во сиромашно општество ќе имаме секогаш огромен степен на загаденост на воздухот и за жал на овој степен на сиромаштија централната власт, на која што представник е господинот Чилегов, направи се да не се намали сиромаштијата. Например, не направија потек со кој што ќе направија демократизација до пристапот кон сончевата енергија. Практично, вие зошто во Македонија нема панели, фотоволтаични панели на покривите? Заради тоа што на неколку тајкуни им е дадена можноста, ексклузивитет да располагаат со таа електрична енергија. Граѓаните можат максимум да создадат струја од 4,5 киловати за себе, што значи дека вишокот електрична енергија кој што ќе го произведат на сопствениот покрив, они мораат да го дадат наевана по цена од нула. Тоа е криминал. Граѓаните се оневозможени самите да придонесат во производството на чиста енергија. Ние, доколку го освоиме градот, доколку јас бидам градоначалник, на сите градски институции ќе има фотоволтаични централи и на сите градски паркинзи ќе има фотоволтаични централи. Со тоа ќе ги напојуваме електричните автобуси кои што ќе ги купиме и ќе ги субвенционираме, ќе им даваме бесплатна електрична енергија на собствениците на електрични возила. Тоа е за почеток само. Благодарам. Шилегов. Добро, Скопје веќе не е најзагаден град во Европа. Скопје уште повеќе не е најзагаден град ниту во Македонија. За 4 години успеавме просечната вредност од 71 микрограм на метар кубен да ја намалиме на под 40. Тоа е намалување за 1/3. Во изминативе 4 години децениските депонии беа изчистени. Заменивме 8000 оджаци, изчистивме во нашиот град. Поделивме над 5000 инвертер клими. Изработивме 110 км велосипедски патеки. Купивме 33 еколошки автобуси. Сработивме целосно нов систем на јавен транспорт еколошки кој што треба да биде имплементиран во наредните 2 години. И тоа се резултати кои што всушност и допринесоа на намалувањето на загаденоста и не е една од главните теми загаденоста на овие разговори, на овие дебати. Она што знам, она што сум убеден дека многу е направено, меѓутоа уште повеќе ни следи борба. Борба против загаденоста која што мора да биде системски, добро испланирана, не само нафрлена. Во крајна фаза сме на терцијалната гасификација, почеток на процесот на терцијалната гасификација кој што ќе се одвива на територијата на цела држава, меѓутоа во исто време интензивно работиме, променивме преку 100 котли на државните институции кои што беа на мазут, сега се веќе на природни, значи започна дегасификацијата особено од државните институции. Таа битка е битка во која што учествуваме сите заедно, и граѓаните и институциите. Благодарам. Ана Петровска, повелете. Имајќи предвид дека загадувањето на воздухот во Скопје произлегува од индустријата, градежништвото и сообраќајот, ние ќе се фокусираме на зајакнување на инспекцијските контроли. Впрочем, кога бев директорка на Државниот инспекторат за животна средина, успеавме многу брзо да ги консолидираме инспекцијските надзори и во првите 6 месеци од 2021 година, во споредба со истиот период од 2020 година, да го зголемиме бројот на откриени неправилности и изречени казни.
Значи, може со 16 инспектори за цела Македонија да се направи чудо, тоа ќе го правиме и во Скопје, на координирани надзори во сите индустријски зони и надвор од зоните. Понатаму, имаше иницијатива за закон за комунална инспекција. Комуналните инспектори во овој момент немаат доволни овластувања, не се доволни, тие треба да ги регулираат и градилиштата, и да ги тргаат возилата неправилно паркирани, што се по тротоарите, но комунална полиција би имала овластувања да се справи и со проблемите на палење на кабли на вардариште во други неформални населби. Тој закон е заглавен некаде во ВИОКа. При првото влегување во кабинетот на градоначалникот на градот Скопје ќе го извадам и ќе го дадам да го види светлината на денот. Благодарам. Петар Георгиевски, Камиказа. Да, значи фотоволтаиците се еден основ за неправење струја, прљава струја, така речи, која загадува. Значи, таму кај што се горат во Битола разноразни јаглени ископи и така натаму. Втори, многу битно, ќе забраниме увоз на медицински отпад и ќе ги раскинеме сите договори град Скопје што ги има направено со увоз на медицински и други отпадни материи кои го загадуваат воздухот во Скопје ката дневно. Значи, некој си игра со нашето здравје. Ќе направиме сериозна контрола на сите можни фабрики кои гравитираат во Скопје. Тука мислам на цементара, железара, да не набројувам топланите и сите останати. И доколку ги немаат основните стандарди за загаденост, фактички тие се едни од основата исто на загаденоста во градот, тогаш ќе спроведеме сериозна санкција врз нив со инспекторите на градот Скопје. Исто така, за некои работи мора на крајот од денот да тргнеме и од самите себе. Значи да користиме повеќе велосипеди, да користиме повеќе одење пеш и секогаш кога не мораме да не ги палиме автомобилите сами да стигнеме до некаде. А за ова што го чув во овие 4 години на господинот Петар Шилегов, изгледа живееме во различити град. Јас ништо од ова што кажа не видов во овие 4 години. Благодарам. Благодарам. Уште Арбен Бени Шакири, одговор на ова прашање. Значи, основните столбови на коалицијата Одлучно за промени против загадување на воздухот е обидот да се избориме. Никој тоа нема да го стори до крај. 100% никој нема да го реши проблемот со загадениот воздух, но имајќи предвид дека канцерогените заболувања се на највисоко можно ниво од почетокот на, односно од осамостојувањето на Република Македонија па навакав, во изминативе 30 години, не ми е јасно како сите досегашни и централни власти и градоначалници така паушално даваат изјави и, како што рече господинот Георгиевски, мислам дека живееме во два различити града. Јас сум од Скопје и точно знам колку е загаден воздухот. Во тој правец, коалицијата има неколку начини како ќе се справува со загадениот воздух. Воведување централно парно грејење. Сериозно, компанија која ќе работи, а не како оваа што ја основаа сегашните власти, градски енергетски системи, тоа не функционира 4 години. Значи, сериозна компанија која секоја година по 25% ќе ги зголемува бројот на корисниците, за да на крајот од 4 годишниот мандат дојдеме до дупло зголемување на корисници на централно парно грејење. Имате стимулирање на домакинства со загревачи, значи оние што не се штетни, не знам, на плин, имате инвертери, имате на струја и така натаму. Ке имате уште 60 секунди ќе имате право на реплика. Го почнуваме кругот со Даниела Арсовска, 60 секунди реплика, истата тема. Благодарам. Навистина ми е мило што се развива дебата, меѓутоа јас морам да кажам дека не знам на кој начин се исчистени дивите депонии, затоа што сите живееме тука во овој град и верувам дека ако комуницирате со граѓаните, сигурно сте информирани дека има стотици диви депонии низ Скопје кои што не само што согаруваат отпад, туку согаруваат и опасен отпад. И тој директно влијае врз квалитетот на животот и на здравјето на граѓаните и сите нас тука не труе. Да не отпочнувам да ги набројувам една по една, меѓутоа не треба да одиме подалеку од Вардареште, кој што има сериозни проблеми и која што сериозно го загрозува не само квалитетот на животот, воздухот, почвата, туку има и сериозни последици таму по целиот делокруг на граѓаните кои што живеат во тој сегмент од градот. Да не зборуваме за останатите диви депонии кои што ги има скоро во секое населено место
и каде што воопшто никој ниту се грижи, ниту ги санкционира, а јас не знам од која причина тоа се дозволува и состава, се сомневам дека можеби има некакви лукративни причини. И ние треба да знаеме кои се резултатите на тоа, затоа што вистина е дека градот тоне во ѓубре, во нечистотија и диви депонии има на секој чек. Ки имате уште 30 секунди во следниот круг. Контрареплика, Тортевски 60 секунди, на истата тема. Точно е дека минатата година беше намалено загадувањето во Скопје, меѓутоа апсолутно нема никаква врска со работата на градоначалникот. Имавме преку 80 денови со надпросечен ветер и имавме уште другите денови имавме надпросечна ветровитост минатата година и тоа не има никаква врска. Градоначалникот не може да влијае на ветровите во Скопје. Минатата година имавме едноставно среќа да имавме повеќе ветер. Инаку, знаете, во кампања се е лесно ако се лаже. Може да се ветува се и се што. Или да се започне некој проект, лажен проект кој што нема да даде ефекти, како што беше предпријатието за парно грејење во Скопје. Или ако се почне мост, а не се решат имотно-правните односи, 180 куќи таму да не се решат. Тогаш ќе дојдете во ситуација да направите мостови кои што не водат никаде, како што е автопатот Кичево Охрид. Таму не се решени имотно-правните односи. Само уште еден дел, само една секунда. Инаку, јас лично би давал 100 денари на секој што ќе оди пешки. Ако веќе даваме бесплатен превоз кој што не чини, тогаш оној што оди пешки на работа, преку работодавецот би му исплатил 100 денари заради тоа што ќе го остави возилото дома. Ти имаат право на тоа. Благодарам. Шилегов, 60 секунди реплика. Мислам дека дебатата за градоначалник на град Скопје треба да добие на сериозност, особено кога кажуваме работи кои што претендираме да ги реализираме или за кои што тврдиме дека е вистина. Градоначалникот не е човек што носи закони. Градоначалникот едноставно може да изработи закони и да го стави во владина процедура. Добро е што се спомена медицинскиот отпад, за да се подсетиме дека во овој мандат ја вративме назад Дрисла после 9 години криминална обиди за криминална приватизација и сега точно знаеме дека што и влегува во Дрисла. Порано претпоставувавме. Одговорно ви тврдам дека не влегува медицински отпад од Дрисла од ниедна држава, така што сега имаме целосната контрола. Деценијски депонии веќе не постојат. Отидете во Мичурин, има парк, во Избегово веќе не постои. Дивата населба која што се наоѓаше под Кале не постои како таква. Депонија не подразбира место во кое што во моментот имате ѓубре па се го чисти комунална хигиена. Депонија подразбира нешто што се складирало. Единствен голем проблем во Скопје, што се складира перманентно. Единствен голем проблем во Скопје, за кој што е целосно спремна и анализата и планот и фазата на имплементација е останато Вардарище, кое што била, за жал, депонија на овој град 30 години без да се води грижа. Благодарам. Петровска, 60 секунди реплика. Да, јас сакам во однос на чистењето на дивите депонии за 92 дена да реплицирам. Чистени се депониите многу... 82, се едно. Значи, чистењето на дивите депонии е сизифовска работа, доколку вие не го решите проблемот, зошто тие диви депонии настануваат. Тоа значи трошење на граѓаните беспотребно. Инаку, исто сакам да коментирам во делот на бесплатниот јавен транспорт. Значи, според наши сознанија, во јавното предпријатие за сообраќај, нели, ЈСП, во овој момент ние не можеме да ги одржуваме линиите и постоечки, а камоли и другите, од причина што оваа година 60 возачи ќе одат во пензија, а другата година уште 60. Тоа значи дека ние ќе се соочиме со сериозен проблем на автобуси, автобуски линии и возачи и едноставно ветувањето за бесплатен транспорт нема да биде можно да се реализира, токму заради неможноста на јавното предпријатие за сообраќај да се грижи за патниците и да си обавува својата функција. Благодарам. Повелете. Значи, воведување на екополиција со сите овластувања, да тие диви депонии и фрлање на ѓубре по цел град, јас не знам кога возам, например, за према Тетовско од Сарај, која ќе помине, тоа сигурно господин Шилегов најдобро го знае, тоа е претворено во не во дива депонија, во чудовиште и во смрдеа. Значи, тие екополицајци ќе имаат право да казнуваат и тоа да бидат сериозни казни. Значи, не тоа како, што ја знам, ќе може да фатите некој човек од партија и да ви заврши работа, бидејќи од не знам која партија сте и од тој дел натаму не владеете со Скопје, па да правите што сакате.
Се го поддржувам господинот Торте за ова со патикиве, јас кажував дека ќе дадеме субвенција на сите оние што ќе купат патики и ќе ги намалиме даноците, бидејќи данок за патики е 18% ДДВ и 25% царина. Значи нема да постои, ќе пробаме во државата да влијаеме да нема царина повеќе на тие патики основни и нормално на точаците да ги намалиме даноците и царината. И во тој случај ќе имаме начин како поеколошки луѓето да може да стигнат до своите работни места и помалку да го загадениот воздух да се намали. Се извинувам на Благодарам. крајот. Шекири. Со вас завршуваме. Односно еколошкиот пристап, имам едно директно прашање до актуелниот градоначалник, зошто градски енергетски системи не функционира, колку пари од граѓаните се обезбедени за формирање на оваа компанија, колку тоа ги чини граѓаните, од кај се набавени парите и зошто до сега 4 години ви требаше да не профункционира оваа компанија? Немаме, не. Имате уште 35 секунди. Па ја не би сакал дале да Добро, самиот благодарам. само едно недосмислено 30, прашање, не. 30 секунди Арсовска, повелете. Ви благодарам. Прво сакам да ви кажам дека доколку до сега не се санирале дивите депонии, има некој кој што знае, кој што може. Јас затоа влегов во оваа трка, затоа што верувам и дека знам и дека можам. Ако сум можела 24.000 предпријатија да застапувам во оваа држава, 10 години да ги представувам пред изминативе влади во овие изминати 10 години, верувајте ми дека знам, можам, умеам, имам план. Тој план има современа методологија како да го направи за точно 82 дена, а за бесплатниот јавен превоз, знаете како, ако нема во Скопје работени лица кои што велите дека ќе одат во пензија, знаете ли колку лица има кои што чекаат сега во овој момент на редот на агенцијата за вработување? Прашање, благодарам. 30 секунди Туртевски. Па треба да водиме сметка што е градска надлежност, што е државна, помалку овдека тоа се меша. Дивите депонии се рак рана на овој град заради тоа што немаме контрола. Например, во последните 30 години на никого не му е одземен камионот со кој што го истора шутот некаде на подречје на градот. Градот нема контрола на тие работи, ние предвидуваме комплетен мониторинг со дронови и со камери на секој кој што ќе фрли ѓубре. Комуналната полиција комуналните редари ќе го лоцираат и ќе се покрене постапка за одзимање на средството со кое што го фрла ѓубрето. Благодарам. 30 секунди контрареплика. Решавањето на проблемот со загадувањето, меѓу другото, се уште за загадувањето проблемот. Да. Така, решавањето проблемот со загадувањето не може да се реши онака како што многу луѓе сакаат да прикажат на јавноста дека тоа се решава. Тоа е проблем кој што го решавате со адхок решение, тоа се преку 30 мерки, дел кој што набројав, и стрништа палевме, и отворени огини имаше градот акција. Системски морате да го решите проблемот на јавен превоз, системски морате да го решите проблемот на снабдување со топлотна енергија на граѓаните. Тоа е нешто за кое што градот направи план и стратегија и го имплементира во тек, а ќе има веројатно можност, ако не барем вака тет-а-тет на господин Шакири, да му кажам што и како. Добро. Скопје не е оштетено од основањето. Готово, завршуваме. Петровска, 30 секунди. Да. Во однос на управувањето со отпад и вашето искуство во менаџирање на компании, господјо Арсовска, само сакам да потенцирам дека управувањето со отпад не е менаџирање со компании, тоа е дел од Депонии, не управување со отпад. Да, Чистиме како и сите да, ние, но тоа е нашите еден дворови сегмент, секаде. тоа е еден сегмент од управувањето со отпад. Тоа е Сте имале последната можности, карика вие не сте на која што вие се фокусирате без да го разгледате системот. Фотоволтаиците ги поздравувам, дефинитивно мора градот да се грижи за сето она што значи енергетска независност на собствените објекти кои што се во негова собственост. Повелете 30 секунди. Кажав, воведување на екополиција со сите можни права да казнува, да одзима возила и се останато. Исто како што кажа Тортевски. Значи, дронови и фино лепо да се знае точно кој кај фрла ѓубре. Дроновите не коштаат многу, возењето на дрон доколку биде дозволено од град Скопје, јас како градоначалник ја знам таа работа како функционира, бидејќи имам дел од таква работа во фирмата. Не верувам дека секој кој ќе добие казна од 10-20 000 евра за фрлен камион шут, дека ќе се осмели повторно тоа да го прави. Но од лукративни причини и од партиски тоа не се прави, за жал. Уште вие 30 секунди. Значи,
поставив конкретно прашање, господине Шилевов, немам потреба тет-а-тет да ми одговарате. Да прашувам јавно и сакам јавно да ми одговорите. Емисијата не ми дозволуваат, иначе можам да ви го одговорам сега. Јас би сакал да ќе ви ги дадам моите 30 секунди. Ако е тоа во ред со вас, Не е во ред. Ако е тоа во ред со вас, немам проблем. Не е во ред. Океј, ако не, Инаку сериозно добро функционира ГЕС. Двете мрежи, она оделем и од Готово, БЕК стоп. се на 400 Ништо, одиме на метра до следното поврзуваност, прашање, ме молам, испроектирана е Режија. целата Какви топловодна мрежа во решенија северниот дел. предвидувате за сообраќајната инфраструктура и јавниот транспорт ако бидете избран за градоначелник? Какви решенија предвидувате за сообраќајната инфраструктура и јавниот транспорт ако бидете избран за градоначелник? Тортевски, први одговарате 90 Во секунди. првите неколку месеци ќе го направам центар место без сообраќај за викенд. Тоа е првиот чекор. Сообраќајот во викенд ќе се затвара во центарот на градот од петок попладне до недела попладне. Подосна ќе започнеме со реализација на долго посакуваната онаа подземна улица која што ќе тргне од кај поранешна градска болница, од некаде од пред собрание, која што ќе излегува на Климент Охридски. Со тоа ќе стекнеме услови центарот да го растеретиме и тука во тој дел само ќе може да подосна, значи ќе биде пешачка зона и ќе го ограничиме движењето во централното градско подрачје на автобуси и на возила кои што ќе превезуваат 3 патници или јавниот превоз. Ќе ги субвенционираме таксистите да купуваат еколошки возила, ќе им го намалиме давањето, плаќањето што е она фирмарина за сите фирми што градот им ги наметнува. Јас искрено не разбирам каква услуга е тоа да граѓаните им плаќаат на градот фирмарина за својата фирма и набавка на електрични автобуси. Значи, средствата кои што треба да се доплатат за разликата од електрични автобуси до хибридни автобуси со 18 милиони евра. Тоа се пресетни пари за да смееме сега да одиме со застарено решение. Значи, апсолутно електрични автобуси по 6 линии кои што ќе се движат на принципот на метро. Благодарам. Шилегов. Градот Скопје, за жал, до сега немаше организиран систем на транспорт на луѓе. Урбан систем на транспорт на луѓе. Тоа е нешто што после 40 години, за овие 2,5 години, со добро планирање, добра стратегија, напорна работа, успеавме да го направиме и тоа е нешто што се е пред имплементација, обезбедена е финансиската конструкција. ЕБРД овој проект го има прогласено за најзелен проект што го има финансирано во рамките на урбан транспорт во последните 25 години. Она што 40 години во овој град се зборуваше, тоа е доведено до постапка на тендер. Урбаната мобилност не подразбира само тоа. Урбаната мобилност подразбира и непречено движење на секаков вид сообраќај. 110 км велосипедски патеки ние создадовме. Гледате, обзнанивме на јавноста дека се работи тунелот кој што оди под Лимак, и го спојува делот на кисела вода со Карпош. Мостот на Аслом е во завршна фаза, таму веќе се рушат објектите за завршените експроприации, во јуни ќе биде завршен и булеварот, во меѓувреме по секундарната мрежа ќе се движат граѓаните и така го заобиколуваме градот од двете страни центарот, внатре се метнува бас рапид транзит системот, во средина од Новолисче до Ѓорче ќе проаѓа низ плоштад, со што ја создаваме можноста Скопје да ја добие најголемата пешачка зона од Стара железничка до Битпазар, од Собранието на Република Северна Македонија до Палома Бјанка. Тоа е концепт, тоа е план, тоа е развој, тоа е нешто што не можете да го сработите или да го кажете јас вака ќе го решам. Зголемувањето на бројот на автобусите не е систем за превоз на патници. Едноставно тоа не функционира така, треба малку повеќе знаење да се има, отколку да кажеш ќе пуштам повеќе автобуси. Повелете Петровска, 90 секунди. Ние сметаме дека целокупниот сообраќаен систем во градот Скопје треба да се преобмисли, се со цел да се почитува хиерархијата на учесниците во сообраќајот и тоа највисоко место да имаат пешаците, велосипедистите, јавниот транспорт, па дури тогаш автомобилите. Во моментов се изработува план за одржлива мобилност, кој што всушност треба да ги даде најоптоварените патни правци, извори и правци на патување и да даде препорака и за јавниот транспорт, вклучително и за брзиот транспорт, кој што во моментов ние го презентираме како готово решение, кој што понатаму ќе сакам да го коментирам. Она што ние сакаме да го направиме е да ги
примениме сите 10 препораки на нашето здружение членка на Точак, кое што значи да се зголеми безбедноста на сите учесници во сообраќајот, особено по тротоарите и на велопатеките, да се обезбеди исто така една улица, значи велосипедска покрај Вардар, која што ќе биде соодветно поврзана со сите велоленти и патеки во градот. И исто така треба да обезбедиме дека сите проекти нови или стари, што значат проширување на улици, ќе земат предвид овие профили, ќе направиме сегрегација на брзината на транспортот, значи 50 км на сат за булеварите и 30 км на сат во стамбените улици. Благодарам. Сообраќајна инфраструктура и јавен транспорт. Да, благодарам. Одма да се надоврзам на госпоѓата. Значи, во основа малиот ринг воопшто нема да има можност за транспорт, сем електричните автобуси, кои се во основа еден дел од нашата програма за заштита од еколошка. Значи, зошто и автобусите ќе возат 30? Затоа што точаците обично имаат 30 дозволена брзина и тие ќе можат да стигнат безбедно до местата како Партизанска и оној другиот дел према Кисела вода, да можат да возат по велопатеките кои веќе постојат. Тие не се велопатеки, туку има одземен пат на луѓето и ставени се некакви разни столбови кои прават еден куп проблеми, но тоа е тема за друг пат. Многу битна работа, 50 до 60.000 луѓе живеат во Драчево, 4 години поминаа, претходните граѓаници нови 4, вкупно 30 години никој не се осмели да направи 2,5 метра пат од Драчево према Пинтија за да не гинат ката дневно луѓе тамо. Сега гледам, има, јас што и да кажам од програмата, има одма копање, се ставаат лопати, мислам дека се и некоја чешма селска, ќе кажам дека ќе се отвори, ќе оти тамо да отвора чешма. Така да, тоа е еден дел од предизборната програма, за жал или за среќа веќе почна да се реализира, јас ќе ја завршам со сигурност. Значи, и нормално, многу велопатеки низ Скопје. Знам, бидејќи ми треба, јас тоа сериозно го правам, возам низ Скопје, секој ден сум со Точак. И тоа заедно со спортистите, заедно и со нивните идеи ќе се надоврземе и ќе направиме сериозен вело и спортски град Скопје на сериозен спорт. Благодарам. Велете, Бени Шекири. Па еден од основите за да се избегне сообраќајниот хаос во Скопје, на прво место е исклучиво да се забрани било каква дејност градежна во Скопје 3 месеци пред изборите. Се подразбира дека Скопје е во сообраќајен хаос. Ако земете предвид дека последниот 45 дни имаме козметичка градежна офанзива, тоа иде само на штета на граѓаните. Никој не може да стигне на работа, имате поплави колку сакате да не се врнеш во Скопје. Што се однесува до решенијата, Скопје мора да има надвор од градот, надвор од центарот на градот, се повеќе катни гаражи и паркинзи. Тоа е под број 1. Се слагам дека треба да се затвори онаа пешачка зона, да се формира од Собрание до Палома Вијанка. Јавниот превоз, секако и такси превозот треба да биде електрифициран. Треба да им се овозможат што повеќе тротоари на пешаците, они да имаат предимство во се. Зборам за сообраќајот. И конечно, мислам дека за 4 годишен мандат фалење со 110 км велопатеки, мислам дека е дегутантно. Барем 4 пати толку може. Секоја година по 100 км. Благодарам. Арсовска совест го завршуваме овој круг на одговор на ова прашање. Ви благодарам многу. Се слагам со ова кој што го кажа претходните говорници. Навистина ни е неопходно да имаме квалитетна, непречена инфраструктура за велосипедистите, за пешаците. Тие треба да се приоритет и тоа треба да се стимулира што е можно поактивно. Меѓутоа, она кое што го гледаме и денеска, затоа што е врнежливо, е дека во овој момент сообраќајот е во хаос, меѓутоа во хаос сме ние 365 дена на назад години. Така да верувам дека сообраќајните решенија кои што се неопходни да го растеретат сообраќајот во Скопје треба да се имплементираат што е можно поскоро. Затоа кај мене во програмата има 5 булевари кои ќе го сторат токму тоа во следниот период, и тоа отпочнувајќи со булеварот Хрватска од Бутел до Автокоманда, булеварот Словенија, продолжување негово до Ѓорче Петров, и со ова практично со овие два булевари ќе се дооформи онаа внатрешна, ако може така да се каже, обиколница во која што ќе се растерети еден голем дел од сообраќајот од овој дел од градот. Метрополит Теодоси Гологанов од Гоце Делчев, студентскиот дом, до местото каде што се спојува со булеварот Ѓорче Петров, ќе има
негово проширување во 4 ленти и тоа ќе биде една функционална делница тука, каде што нема повеќе да има застои како што има секој ден. Борис Трајковски, до Драчево. 4 години стои во место, сега има толку многу големи гужви, како што напоменавте, сообраќајки таму, што навистина е штета. И последно, подземната сообраќајница со кружници кај Нова Македонија и кај Рампа ќе биде поврзана. Да не забораваме дека ќе има и една нова практично булеварско решение, отпочнувајќи од сега новиот Eastgate Mall, кој што ќе се движи точно до надпатникот кај старата Скопска чарчија, кој што ќе овозможи растеретување на сообраќајот за овој дел од градот. Благодарам. Почнуваме со кругот реплика. 60 секунди за вас, Тортевски, истата тема. Сообраќајна инфраструктура и јавен превоз. Па досега овде потрошивме неколку милиарди евра на проекти и навистина се е лесно кога се ветува во кампања. Меѓутоа, Скопје има многу мал буџет и еден проект кој што многу малку чини, а кој што ќе ги заштити граѓаните кои што пешачат, тоа се пешачки премини во форма на лежачки полицаец. Значи, секој пешачки премин јас ќе го направам да биде лежачки полицаец и тоа го има. Тие се решенија веќе видени, постојат во светот, нешто малку има во Скопје, меѓутоа пешакот кога поминува улица, ќе го штити лежачкиот полицаец, затоа што возачот кога ќе влегува во раскрсница, ќе види дека ќе знае дека наидува на лежачки полицаец и ќе мора да намали брзина. Денеска видов неколку таксисти кои пред мене поминаа барем со 80 ловејќи го жолто светло и на црвено за да поминат. Тој лежачки полицаец, пешачкиот премин нема да им дозволува да се поминува раскрсница со повеќе од 30, ќе го намалува загадувањето, ќе ги штити пешаците. И тоа е ефтино многу решение, меѓутоа многу делотворно. Благодарам. Вие Шилегов, 60 секунди. Добро, брзите сообраќајни решенија за капитални или пробивање на коридори се едноставно невозможни и секое такво ветување едноставно треба ќе го валоризираат граѓаните. Во моментов град Скопје работи на Борис Трајковски, завршена е постапката и тоа е нешто што се одвива тоа граѓаните, особено делот од Драчево, од Батинци, од тој дел од градот можат секако да го видат. Завршена е тендерската постапка за изграда на булеварот Словенија, што значи влегуваме во имплементација и тоа е дел што јас го зборував минатата кампања за изработка на секундарниот северен прстен. Босна и Херцеговина е споен булевар со Словенија, Христијан Тодоровски Карпаш излезот е направен. Булеварот Хрватска е завршено проектирањето, во моментот во тек се постапките за отстранување на електричните инсталации кои што таму изнесуваат преку 7 милиона евра, имајќи го предвид долноводите кои што таму ги има и МЕПСО и ЕЛЕМ и понивното завршување ќе можеме да влеземе во имплементација на тој булевар. Таму има 4 објекта на коридорот кои што ќе се експроприираат. Имате уште 30 секунди. Да не заборавам дека во моментов се работи Момин поток, една од битните клучки, една од најбитните клучки. Дегутантно е да се зборува за работи што градот во овој момент ги работи, да се представуваат проекти кои што се неопходни на градот. Градот ги работи. 60 секунди, Петровска, повелете. Да. Полека, господине Георгиевски. Наистина, немојте да сте нервозни. Ја разбирам дека немате. Молам Шилегов и молам Георгиевски. Без нервози. Повелете, Петровска. Да, сакам да го коментирам брзиот автобуски транспорт, што се промовира како решение за сообраќајниот метеж. Значи, трасата која што е избрана во моментов предвидува уништување на урбано зеленило и исто така се наоѓа над главната цевка за водоснабдување на градот Скопје со вода за пиење. Значи, тоа е прилично радикално решение бидејќи утре може да се случи да има потреба од интервенција, а ние не знаеме, бидејќи нашиот подземен катастар на водоводната инсталација не е совршен, не знаеме дали таа цевка е точно таму каде што е трасата или не. Исто така има можности да се загрози и безбедноста со тоа што се поставува трасата во средината и при притрчување на луѓе за да го фатат автобусот може да се случат одредени незгоди. Јавниот транспорт во моментов треба да се оптимизира, значи сите автобуски линии да се оптимизираат и да добијат предимство на минување, а кога ќе заврши планот за одржлив транспорт, дури тогаш да се размислува за вакви висококапацитетни транспортни решенија. Георгиевски, 60 секунди. Одма се надоврзувам на Тортевски, идејата е супер, тоа беше дел од оваа една минута што сакав ја да соопштам, но тие би биле маце по-коцкасто направени за да можат инвалидите да преоѓаат преку тие улици, затоа што само со мала додатна инвестиција тие
што ги викаме ние легнати полицајци, ќе станат и можност за многу инвалиди да преоѓаат од другата страна на улицата, што сега апсолутно се маргинализирани и немаат никаква шанса тоа да го направат. Така да тие легнати полицајци ќе бидат навистина сериозна можност за инвалидите. Друго, нема, господа, дами и господа, сите што сме другари, другарки, како сакате, веќе ништо во градот да се случи без референдум. Не може некој да му текне 100 и кусур милиона евра, ќе правил транспорт. Кај го има тоа? Граѓаните ќе кажат дали може транспорт да има од 100 и кусур милиона или не. Значи, само граѓаните, бидејќи тоа се нивни пари, не се ничии пари, да ги троши кој како сака и колку сака. Благодарам. Велете, 60 секунди. Потребни се нови сообраќајни студии и нивна примена. Ние сме навикнати овде 30 години да слушаме разноразни муабети и флоскули, како ќе биде ова или она. Јас имам конкретно прашање повторно до актуелниот Шакири, ама не е тоа, да ви кажам, не е тоа форматот, но во рете. Вие значи зборувате. зборуваме Хрватска, Да. Словенечка и така натаму овде инвестиции волку или ролку пари. Зошто 4 години тоа не се спроведе? Пошто нема брзи и лесни решенија. Што требаше да ви биде приуштено за да решите да сработите нешто? Се слагам дека нема лесни и брзи решенија. Зошто 4 години, барем 30% од ова не беше реализирано? Ќе морам да се Не. Толку завршивте? Толку завршивте. Иначе имаме ние, можеме да отвараме и метро од Ѓорче до Новолисич и назад, Не е меѓутоа тоа е таков нешто што форматот. мора да Не е оди на таков референдум. форматот. Значи Не. исклучиво сметам за секој поголем захват со некакви огромни суми од 70 до 100 милиона евра се подразбира дека мораат исклучиво да одат на референдум. Располагаме со пари на граѓаните, мораме нив да ги прашаме. Без нивно одобрување ние не смееме ништо да направиме. Благодарам. 60 секунди, Арсовска. Благодарам. ова ти е Прво чудно. морам да кажам дека искрено веќе е дегутантно кога ќе слушнеме актуелниот градоначалник, односно градоначалник во заминување, кога се обидува да ги деградира сите останати кои што седат на масата, посочувајќи за некакво незнаење или неинформираност. Извинете што ќе ви кажеме, меѓутоа сите ние во Скопје сме свесни дека овие проекти кои што требаше да ги реализирате ви беа оставени од вашиот претходник. И вие зборувате сега за ке решенија. За ке. Ве молам. 4 години уште не сте отпочнат, барате нови 4 години. Да не ги набројуваме овие решенија, да не ја набројуваме црната кампања која што ја правите, да не спомнуваме за срамната гестикулација на вашиот лидер на која што вие ракоплескавте во првите редови, и јас сега лично барам од вас да се оградите и да се извините за таквото однесување, затоа што тоа не доликува да се прави и да се однесува на ниту една жена во Македонија. Благодарам. 30 секунди, Тортевски. Да, навистина, она ке е веќе еден феномен кој што не може да се избегне. Знаеме за еден проект кој што сериозно беше најавуван, тоа беше тунелот под Кале. За него се потрошија средства. Странски, јас сега зборувам, почнавте и време. Средства се и времето кое што вие као градоначалник и со вашиот пиар тим го потрошивте да го промовирате тој тунел. А не почнавте заради тоа што не сте виделе дека на таа траса некој ви направил хотел. И тоа, вие сте му наплатиле комунали и тоа не сте виделе во другата барака дека некој издал градежна дозвола и подосна дека треба да го експроприирате тој хотел. Значи, вие сте градоначалник ке. Само зборувате во идно време, а проектите ви стојат. Готово. Благодарам, Шилегов, 30 секунди. Направивме нови сообраќајни студии по основ на движењата на патниците во градот за определени точки кои што беа невралгични како такви. После тоа се спроведоа постапките за тендерските постапки за проектирање на овие булевари кои што сега се во фаза на реализација и тоа и од кога тоа ќе го завршите, тоа е единствениот начин како согласно закон треба да ги спроведете постапките. Ако некој мисли дека може да се скокаат етапи и да се направат такви работи, едноставно пак ќе речам, не мислам дека доволно спремен влегол во битката за кандидат за градоначалник. Инаку, колку за да знаете, кога дојдов за градоначалник на град Скопје, единствен градежен проект кој што можеше да биде истендериран да се стави беше улица Есенинова која што сега ја работиме. Се друго беше буквално оставено без квалитетна документација по основа на која што можете да влезете во континуитет. Да видиме колку континуитет. време потроши градоначалникот да ни го дадете тоа време на нас. Значи, на секоја Петровска, 30 секунди. вистина. И вам ви дозволив, Тортевски. Да. Малку, многу помалку.
Битно е да заврши мислата, меѓутоа не нови. Борите. Значи, со ширењето на улиците, дефинитивно не се растеретува сообраќајот, затоа што тоа го вели современата сообраќајна теорија. Што повеќе брзина и широчина и проток на возила овозможувате, тоа имате поголемо заглавување. Значи, главниот приоритет е да се заврши, да се финализира мрежата на велосипедски патеки и да се оптимизира јавниот транспорт, да потенцирам тој јавен транспорт мора да има приоритет на минување за да стане поатрактивен. Благодарам, најдисциплинирана сте. Значи, Повелете, Георгиевски. велопатеки дефинитивно секаде каде што може да се направат. Во Холандија, можам да ви кажам, бидејќи сум бил со мотор и сум бил да трчам маратони, велопатеките се основа на цела Холандија направена и функционира феноменално. Многу се помали патиштата за возилата, отколку патеките за точаците. Но тие што не возат точаци, тие што не се качуваат на планина, сега што почнаа да возат точаци и да ги носат со точаци до средноводно, тие немаат чувство за тоа. Едноставно, кога ќе дојдам, ќе направам се за велопатеките да бидат што позастапени во целиот наш град, да се поврземе од Царај до Драчево. Благодарам. Благодарам. Повелете, Шекири. Комплетно мора да се заменат старите автобуси со нови електрични. Под број 1. Под број 2. Треба да се стимулираат таксистите да не возат скапани автомобили кои што ги увезуваат од надвор, тоа е европскиот крш, јас би го нарекол, за да можат нас комплетно не трујат сите. Значи, изузетно треба да посветиме внимание на стимулирање на дел од парите за купување ново такси возило. Благодарам. Арсовска, 30 секунди. Јас морам да реплицирам прво дека ми е многу жал што не се оградивте и што не се извинивте од срамните гестикулации. Тоа ве прави недостоен за понатаму да дискутираме на многу теми. А втора сакам да ви кажам, доколку вие сметате дека 4 години ви се потребни за некакви студии, тендерски документации и проектирање, тоа значи дека ниту еден градоначалник досега во мандат во 4 години не можел ниту една делница да направи низ градот. Така да не е точно. Жално е што манипулирате со луѓето и со граѓаните и јас знам дека тие тоа ќе знаат да го кажат. Паско, јас ќе замолам, ќе Шилегов, замолам, не, влегуваме готово. вака. Ако јас треба да станам предмет на лична дискредитација од секој ги троши своите секунди на начин на кој што сака. Немам намера. Јас пробивам коридори што 40 години не се одека поминати. Режија, одиме на пауза, пред да продолжиме дебатата, заврши со ова. Што имате проблем, мислам. Соочување на кандидатите за градоначалник на Скопје вечерва во 360 степени на Алсат. Следното прашање е каков пристап ќе имате кон прашањето за урбанистичкото планирање? Прв одговара Петре Шилегов, 90 секунди. Добро, главните проблеми во нашиот град кои што се случуваат во делот на хаосот кој е настанат со деталното урбанистичко планирање се токму некадерното носење на генералниот урбанистички план од 2012 година. И тој овозможи овие девијации во урбанизмот и нарушувањето на животната средина, на јавниот простор да ни се случуваат како имплементација. Ние сме сега во фаза на носење на новиот генерален урбанистички план, вистинска можност да го вратиме градот онаму кај што треба. Враќаме определени вредности кои што беа предвидени во генералниот урбанистички план во 2002 година, кој што спречи тогаш да се создаде таква една категорија. Многу битно за самиот урбанизам е што во целиот овој дел предвидуваме тешката индустрија да замине од град Скопје, значи веќе Г1 како архитектонско означување тешка индустрија ќе ја нема и она на што јас инсистирам како градоначалник и во иднина да во 2022 јужната обиколница, она што го сече водно, бидејќи имаме представници на политички структури кои што сакаат да пробиваат патишта низ водно, да го спречиме, односно да избришеме за да истата не биде понатаму предмет на евентуална реализација за да се уништи повторно нашиот град. Она што го зборувавме тоа всушност сега и го ставаме на дела, тоа е дека се гради по план, мора да се гради по план. Плановите и генералниот урбанистички план мора да ги отвори вратите на деталните урбанистички планови, да креираме повеќе простор. Повеќе простор креираме сега со реализација на инфраструктурата во северниот дел, на тој начин и го штитиме десниот дел од реката Варда. Петровска, повелете в 90 секунди. Да, значи сега сме на пресврт. Дали ќе продолжи бетонизацијата и загубата на зеленило или ќе изработиме
генерален урбанистички план по мерка на луѓето. Започнат е да се работи, а до година му истекува важноста на оној од 2012 година. Значи, ако со ова темпо се работи, односно не се работи, ние нема да имаме адекватен генерален урбанистички план. Прва работа што требало да се направи пред да се отпочне е да се заврши зелениот катастар. Зелениот катастар е во одредена фаза готов, меѓутоа не го покрива целиот град и тоа оневозможува изработка на стратегија за урбано зеленило, за да можеме да ги идентификуваме сите празни и непарцелирани простори кои што ќе ги намениме за зеленило. И вториот концепт за кој што се залагаме, кој што е целосно изгубен, е функционирањето на соседствата. Кога ќе имаме едно соседство во кое што покрај домување имаме пазар, амбуланта, културен дом, училиште, градинка и се она што не е неопходно за хумано живење, тогаш и ќе се намали потребата од патување, ќе се намали потребата од транспорт. За жал, ова што сега се случува во градот Скопје е само продолжување на дехуманизирањето со просторот, со носењето на 46 регулативски планови кои што имале можност да го коригираат генералниот урбанистички план од 2012, но наспроти тоа дури за некои локации го влошиле. Урбанистичко планирање. Така е. Прво, ВМРО ДПМН на времето направи еден пат према Сончев град. Никогаш не профункционира. Сега е таму заградено со барикада и тоа не личи на ништо. Не може да пројде дури со велосипед, па мора да го дигате велосипедот, па да правите разноразни ескимотажи. Второ, овој мост што се гради сега што е забрането со месеци да може да пројдете и да трчате, кој не води никаде, значи може да видите фино лепо Google Map, да отворите до каде стига мостот, натаму нема ништо. Значи тоа е сега све фрлење слама во празно. Значи, Луна паркот и сите останати работи кои се многу лесно може да се направат. Универзалната сала која е господин Чилегов исто така ја почна 4 години му требаше. Одевме жив штит, правевме од него да не ја руши, па направи 3D мапинг кој кошташе енку пари. Значи едноставно тие проекти кои се започнати ние ќе ги завршиме, за разлика од него што сака да руши, да фрлада, нели? Така зборуваше, ниту фрли, ниту струши нешто. Туку сега на крај брод нешто. Еден фрли колку да им фрли магла во очите на своите гласачи, а и може би од лукративни причини. Значи, продолжување на трим патека, тоа е по мене урбанизам. Зашто? Тој урбанизам ќе доведе до тоа да луѓето можат слободно да се движат во овој град. Тоа е урбанистичко решение. По средината да биде патека за луѓе што се движат со животни, на крајот да возат точаците од едниот крај до другиот крај на Скопје и нова трим патека која ќе биде 5 километра во првиот дел до Жабар и потоа до Новолисич. Благодарам. Благодарам, повелете, вашите 90 секунди. Во идниот генерален урбанистички план би требало да се утврдат локациите со намена на јавни објекти. Значи треба точно да се знае каде имаме музеи, каде имаме театри, каде имаме градинки, школи, амбуланти и така натаму, а не како ќе му текне на било кој градоначалник во доаѓање па и во заменување да си ги пренаменуваат зелените површини. Ако им треба заради личен профит, они ќе го сменат планот и на крај се знае како тоа целото завршува. Исклучително на штета на граѓаните. Јас ќе се залагам политичарите да се ја гледаат својата работа и да не се мешаат во работата на експертите. Ќе се залагам плановите секогаш да ги изработуваат стручни лица од областа на екологија, хортикултура, архитекти, просторни планери и така натаму. Значи точно треба да се знае кој како се ја врши работата. Влијанието од страна за дивењето на градежната, не ми се допаѓа тој збор мафија, али еве така да ја наречеме, треба потхитно да престане. Скопје треба да биде урбан, модерен, регулиран град каде што владее ред и поредок. Не можеме сите да се напикаме во центарот на градот, во на малце што ни останат. Да не зборуваме, ме претрка повторно Георгиевски по не знам кој пат. Универзалната сала, господине Шилегов, ја ветивте 2017 година пред мене дека 50-тиот роден ден на Златно Славече ќе се одржи во реконструирана универзална сала. Готово, Шекири, благодарам. Се извинувам, ама излажав. Борете, Арсовска. Ви благодарам многу. Морам да се сложам со господинот Чакири за генералниот урбанистички план и верувам дека тоа е
планот кој што практично ќе мапира и ќе креира каква ќе не биде на нас иднината тука во главниот град, а воопшто и во државата, затоа што Скопје е центарот на Македонија. И верувам дека треба да биде оставен на сите оние личности кои што се експерти од областа, затоа што има луѓе кои што добро и квалитетно знаат да сработат оваа работа и верувам дека нивна треба да е експертизата за како тој треба да изгледа. Меѓутоа, уште поважно е тоа што сметам дека треба генералниот урбанистички план да се отвори за граѓаните. Секој од граѓаните да може да види и да знае што е она кое што се планира да му се направи, да му се изгради или да се креира како решение во неговото мало. Да не почнеме да се будиме наутро и да гледаме дека некој на 3 метри од прозорот не гради ново здание бетонско и не гради нова зграда. Значи, треба да биде сето тоа направено плански. И верувам дека гледаме дека има недостатоци во тоа решение од 2012 година, меѓутоа кој знае и ова какво ќе биде во 2022 година, доколку не се обидеме да го отвориме и за експертиза, и за релевантните организации и институции кои што имаат што да придонесат таму, меѓутоа и за сите граѓани да знаат што е оно кој што се планира. Сепак градот е на граѓаните. Не е градот за во кулуарите да се врти генералниот урбанистички план. И ми се допадна тоа што господјата Ана го спомена за хуманото живење. Да, затоа нема да има повеќе заборавени населби во Скопје. Нема да има ниту една населба која што ќе има недостаток на вода за пиење, која што нема да има фекална канализација. Тоа е срамота за 21. век и се слагам со вас. Благодарам. Тортевски го завршува кругот. Урбанистичкото планирање е извор на огромен криминал во градот и во државата. Би рекол еден од најголемите. Имате факт дека урбанистичките планери се сега поврзани со инвеститорите кои имаат намера да градат. Даваат понуди за смешни цени за урбанистичко планирање, што е пресериозна работа. Имаме случаи каде што прифатено е планирање изработка на урбанистички план за 1 евро по хектар. Меѓутоа, тој планер е договорен со потенцијален инвеститор кој што ќе му даде неколку стана која ќе го реализира урбанистичкиот план и однапред се знае тој инвеститор кое државно земјиште ќе го докупи за дооформување на парцелите. Тука се прави најголемиот криминал. Имаме во центар на Скопје случаи каде што исклучително скапо земјиште објективно е продавано по 1 евро за квадрат за дооформување на парцела и таму подоцна никнува една огромна зграда. Профитот на градоначалникот тука најчесто е огромен во материјални средства во станови и профитот е огромен на овој кој што испланирал и кој што го продал земјиштето. Значи, многу сериозна контрола и начинот на финансирање на општините и на градот мора да се смени. Во овој момент градоначалниците имаат можност да се правдаат дека градбата им носи голем дел од приходите. Значи, градот и општините не смеат да се финансираат со комунали и треба да се изедначи цената на градежното земјиште, независно дали се гради зграда или се гради парк. Тогаш граѓаните нема да бараат на нивното земјиште да се изгради зграда. Благодарам. Водете сметка, влегуваме во последните 2 круга. Реплика па контрареплика. Значи 60 секунди и 30 ки имате потоа. Водете сметка сите за тоа. Шилегов, повелете. Генералниот урбанистички план за 2022 година е започнал да се работи уште пред 1 година. Во него во овој момент партиципираат она што во нашата држава е најголемата наука, особено кога е урбанизмот во прашање, а тоа е архитектонскиот факултет и Агенцијата за просторно планирање. Тоа се двете институции кои што заедно со Министерството за транспорт и урбанистичкиот сектор од град Скопје се носители на носење на генерален урбанистички план. Генералниот урбанистички план е во фаза на прибирање на потребните податоци за да може да ги имаме влезните параметри со цел да се доразработи планот, а потоа се става на увид на јавноста. Значи има ред како некои работи се прават. Од тогаш ќе може и јавноста да ги види плановите кои што ги има градот. Кажувам дека ги враќаме вредностите кои што беа многу похумани од генералниот урбанистички план во 2012 година. Деталното урбанистичко планирање е поголемиот проблем во нашиот град, а тоа го работат општините. Она што сакаме да го спречиме е преголемата урбанизација и бетонизација на градот, креирајќи ја инфраструктурата во северниот дел на градот со цел да овозможиме таму да има развој, а да го сочуваме овдека она што е останато како хуман простор за живење. Благодарам, Петровска. Значи, генералниот урбанистички план е можност да се воспостави така наречена зелена инфраструктура и таа подразбира, уште еднаш ќе нагласам. Значи, се она што е постојано, ненаменето, непарцелирано земјиште, кое е потенцијално мета
на градежната мафија, значи мора подитно да се заштити. Тука пред се мислам и на експанзијата на градот на Водно. Не прашуваат луѓе што да правиме со оние кои што купиле плацеви на шумско земјиште и утре сакаат да си ги легализираат. Значи тоа е во најава можност да се со детално планирање пренаменат тие подрачја во зони за домување. Значи, она што генералниот урбанистички план мора да го донесе е забрана за ширење на градот на Водно. Бидејќи Водно е ерозивно подрачје, видовме на многу локации каде што згради се градени во подножје на брегови кои што се лизгалишта и каде што веќе се гледа дека напукнуваат скали, односно целиот брег може да ги сруши веќе изградените објекти заради непланско работење. Реплика 60 секунди. Да повторам, не може да се донесе генерален урбанистички план без референдум на граѓаните. Тоа треба да биде ставено на увид, треба да има неколку такви планови направено, да ги разгледаат сите можни стручњаци во нашата фела, да не измислуваме топла вода и партиски послушници да прават повторно глупости. Еве, јас еден од тие планови, ботаничката градина во Расадник, во Кисела вода, има голем дел градежно земјиште кој припаѓа на градот и на Републиката. Ние од тоа ќе направиме ботаничка градина и се надевам дека нема никој после тоа да се осмели таа ботаничка градина да ја сруши и од неа да направи повторно бетонизација како што правеа од секое каче во овие години. Едноставно не може повеќе да му правите што сакате на граѓаните на Скопје. Заврши таа декада од 30 години криминал. Готово. Благодарам. Благодарам, повелете Шекери. Па све кажа, ја мене ништо не ми останува друго. Се слагам со тебе, значи шегата на страна. Мислам дека 2022 година нема теоретски шанси да се донесе квалитетен генерален урбанистички план, затоа што геодетските снимања ги завршија тек сега скоро пред едно месец дена. Планската програма уште никоја нема видена, така што овдека можеме паушално да даваме изјави, меѓутоа колку ти ја држат, тоа е веќе друго 20. Се слагам со Георгиевски по 17 пат вечерва дека треба да се стави новиот генерален урбанистички план на увид на граѓаните, да им се објасни точно, па ако треба да се развие јавна дебата, они да видат тие кои што ќе пресечат дали е он валиден и дали сакаат да живеат во така наменето, плански наменето Скопје, а не онака како што ќе им текне на Бени, на Петре, на другиот Петре или не знам на кого. Значи мора да бидете одговорни. Граѓаните се тие кои што мора да бидат прашани за се. Точка. Арсовска, вие сте наред. Јасно се сложувам точно со ова што го спомена господин Чекири. Јас не знам зошто повторно се обидува актуелниот и градоначалник во заменување да каже дека ние тука ништо не знаеме, не познаваме и дека некој сакал да рипа процедури. Извинете што ќе ви кажам, ако работите веќе една година на овој план, тогаш доцните 2 години со отпочнување со работа по овој план, затоа што генералниот урбанистички план не можете да го сработите во толку краток период во колку што сакате, а доколку оваа информација која што господин Чекири сега пред малку ја спомена е точна, тогаш навистина јас не знам кога вие сметате дека ќе имате можност да го отворите генералниот урбанистички план, да го презентирате пред Скопјани и Скопјани да имаат реална, внимавајте, реална можност да се изјаснат за она кое што планирате да го донесете во нивно име и за нивна сметка. Сите ние тука на оваа маса сме Скопјани и сите ние сакаме да знаеме што е она што ни се планира во нашиот главен град и сакаме да го видиме тој план. Благодарам. Повелете Со Туртевски. оглед на познатата наша подкупливост и решенија кои се носат во зависност кој е заинтересиран, дали е близок до премиерот или до негови луѓе, сметам дека сите тендери во однос на урбанистичко планирање мораат да бидат меѓународни. Струката е многу битна во планирањето. Малку не ми се допаѓа она дека ние нон-стоп граѓаните ќе ги прашуваме на референдум, тоа се прво скапи решенија, второ граѓаните се за најголем дел од прашањата лаици. Да, тој сака кај него зеленило. Да, во ред, се сложувам. Бени дека без референдум 120 милиона евра. Бидејќи ми прекина, може да довршим само. Ние имаме план според кој што на секој граѓанин кој што ќе сака да учествува во работата на Советот на град Скопје, ќе му испраќаме материјали кои што тој ќе ги види. И ќе даде мислење и ќе мора да му се одговори на тоа прашање. Тоа е можеби подобро отколку свикување референдум на секој неколку месеци, тоа ќе ја разводни
односењето ќе го разводни одлуките. Само уште нешто. Забрана за продажба на државно земјиште, кое што сега им е доделено на општините, за изградба на згради. Инаку не смееме да речеме се ќе забраниме комплетно. Благодарам. 30 секунди сите завршуваме, да знаете. Шилегов. Јас најпрво да се извинам на професорите од архитектонски факултети, вработените за Агенција за просторно планирање за навредите што ги добија во оваа дебата. Тоа се луѓе кои што се честни професионалци, добро си ја познаваат својата работа и мислам дека вакви дисквалификации какви што беа кажани, едноставно тие луѓе не заслужуваат. Во процесот на веќе дигитализиран град, генералниот урбанистички план во фазата кога ќе дојде да се презентира на јавноста, тоа е фазата пред нејзиното носење и фаза во која што ќе може да се направат корекциите согласно мислењето на јавноста, ќе биде ставен на увид на граѓаните. Само би замолил да внимаваме на дигнитетот на секој еден човек и во ова студио и во особено Благодарам. Петровска. Шекири ве молам. Петровска. Да, на расадникот ќе се осврнам, кој што во овој момент согласно генералниот урбанистички план е предвиден со зона за домување и навистина граѓаните се уплашени дека утре, како што кажа господјата Арсовска, ќе се разбудат кога една зграда ќе им никне во соседството. Значи, расадник е подречје каде што се застапени автохтони дрва, овошки, каде што преку 50 видови на птици живеат и која што е една убава територија која што навистина може да се намени како градски парк, ботаничка градина или место каде што ќе се зачуваат автохтоните видови. Ботаничка градина има секој голем град. Ботаничката градина е сериозно место каде што ќе може да одите да читате книги, да уживате, а не да бетонизирате и да имате лукративни причини за правење за тоа. И на крај ќе завршам само со едно прашање. Како се договорите со ВМРО ДПМН за Луна парк да нема? Нашите деца и внуци да не можат веќе со десетици години да уживаат во него. Благодарам. Благодарам. Шекири 30 секунди. Господине Шилегов, повторно вам ви се обраќам, пошто немам кој вие сте актуелен градоначалник, додуше во заминување. Ја би ве замолил да бидете сериозни во однос на замерките околу тоа дека јас лично сакам да навредам еминентни стручњаци во однос на генералниот урбанистички план. Јас вам сакам да ви упатам замерка. Многу имате фино спакувани реченици и флоскули кажувате овдека, а колку е тоа реализирано и колку важи, тоа е нешто сосема друго. Затоа граѓаните на 17 октомври ќе ви испостават фактура, да знаете. Благодарам. Арсовска. Благодарам. Сакам да кажам дека сите знаеме дека може во овој град поубаво да се живее. Сме живееле поубаво, тука сме сите родени, тука живееме сите години, детството, младоста и сега овие години ги минуваме тука и знаеме дека може поубаво да се живее. Лично верувам дека Скопје треба да биде убав град на среќни луѓе и затоа ги повикувам скопјани на 17 октомври да го дадат својот глас за оној човек, жена, кој што сметаат дека најдобро ќе ги застапува нивните интереси. Благодарам. Тортевски. Јас им ветувам на граѓаните дека нема да користам службено возило, нема да користам средства за репрезентација, ќе го распуштам PR тимот и тимот кој што е во собранието на град Скопје, во Советот на град Скопје, кој што е поддршка за градоначалникот, кој што брои 20 луѓе, чија што задача денеска ќе им биде да ме хейтаат и да ми измислуваат дека сум алкохоличар, дека сум разведен, дека сум ја оставил сопругата. Значи сите тие луѓе, нека види градоначалникот денес во неговиот PR тим што работеле. Сите тие имаат од Сабајле по 100 твита и по 50 поставувања на Facebook со намера да не хейтаат. Тој тим ќе си оди дома, а јас ќе донесам само тројца луѓе во Советот и кои што ќе си отидат не во Советот, во стручните служби и кои што ќе си отидат само од мене. И никогаш нема да ме видите да пуштам семафор со тастер. Замислете, постоечкиот градоначалник пушти во работа тастер на семафор. Пауза. Вечерва нема саботажа во интерес на повеќе време за оваа дебата која заврши. Ви благодарам на сите за учеството, за достоинствената дебата и форматот беше впрочем таков. Благодарам уште еднаш вам за вниманието. Се гледаме в понеделникот 22.